Почитувана македонска јавност, почитувани пратеници, додека министерот Тодоров и владата на Република Македонија неуморно се бори да ги подобри условите во македонското здравство, нашите коалициони партнери од Социјалдемократскиот сојуз последните неколку месеци имаат една задача и еден проект. Кутрите тие организирале наградна игра до Нова година, пакет, лична карта, пасош, возачка за С дозвола и ЦЕМ дозвола, сето гратис. 30.000 такви пакети за граѓаните на Република Македонија. Ваква е сериозноста на Социјалдемократскиот сојуз, на борците за демократија, на борците за фер избори, на оние кои што очекуваат на 24 април да имаме фер и демократски избори. Ова ви е, почитувани граѓани на Република Македонија, алтернативата. Да се вратиме на здравството. Од првите дискусии заклучив дека целта на денешната интерпелација не се ни условите, ни апаратите, ни современата медицина, ниту примената на странските искуства, на компарациите за подобрување на условите во здравството. Едно е денеска целта. Целта е профитерите од опозицијата на грбот на тешките човечки судбини преку еден некрофилски пристап да дојдат до ситни политички поени. Бедно. На кој дереже стаса Социјалдемократскиот сојуз? Комисијата за здравство при Социјалдемократскиот сојуз, колегите доктори специјалисти во нивната пратеничка група, економистите од НСДП и од Либерално-демократската партија, да бидат алтернативата за овој министер, да бидат алтернативата за целото Министерство за здравство во Република Македонија. Господинот Мисовски и господинот Горан Милевски се луѓето кои што биле алтернативата на 24 април за подобрување на условите во здравството. Проценете дали е тоа добро. Јас како пратеник не би прифатил, ако сум доктор специјалист како господинот Закиров, не би прифатил да дискутирам четврт за оваа и то колку битна дебата. Би сакал да истакнам дека е добро при понатамошните дискусии да направиме една компарација. Заплатата која што во наводници не била зголемена, а е зголемена за 25% минимум, да разговараме за условите во 2005 година, за инвестициите, за бројот на специјализанти кои што овој момент, например во мојот град се 17, на ниво на Република Македонија предпоставуваме, мислам дека се 400, за условите во Плевската болница кои што биле во 2005 и оние кои што денес. На крајот на криштата, добро е што преку 80 милиони денари од републичкиот буџет оваа година ќе се слеат во Плевската болница за подобрување на условите, за реновирање на хирушките сали, за нови 3 лифтови, за нова фасада, се она што овој момент е потреба на македонските и на плевските пациенти. Ви благодарам.